утро, денеска планирам да појдам до мамата. Онда има една кујчарка, Светка еве. Онда е право вака. Никогаш немам појдено. Ама денеска без точак сум можи да појдам. Да видам како е внатре. Ова кујчарка ја немаше допред некоја година. Лани или оломнани некој ја направи. Идам прв пат овде. Еј, тепих. Шо, бойлер. Мост. Да седи него местенце. Еј. ПД Козјах. Година. Не знам. Дори она надморска висина. Можда 1003. Чекај. Да заклучам овде. Леле. Кревет, телевизоров не знам зашто му овде. Интернет фајчовели. Али некој иди овде редовно, чим има вака пресни работи. Јако. Викендица некој си направил за планина. Јак. И стасав до мајчинско чешмуре. Ево, лешо следе и тука. Имаш интересни стариња овде. Овај локалитет е направен од група ентузијасти, тојаки ентузијасти. Љупче кратки. И не ги знам други дедовци. Глеј, скали има направено. Видиш, бајн. Со се тавенца, со се. Внатре исто преубаво е. Две шпариња има. Масите средени. Изметено сето. Угодно. Еве ги. Видео што има да правим. Овде требаше на слика да цртаме. Се нафативме со другар мој, ама нема и време. Ја немаме нацртано, ама треба да направиме нешто. Сега следен локалитет е овде Рикина чешма. Рикино чешмуре, инаку Пичкино чешмуре прво го крстиле местова, ама ти било безобразно е прекрстено. И сега овде е реновирањето, тука се реновира, тука идиме со калцото од ФФМ судите и овде имаме материјали, некој донесен, планираме наново да се изгради, овде каде има платформиче за седење и да го направиме пајако од домајчинско чешмуре. Ти иди сила од младите, знаеш, не само старите да има убај кујчарки. А сега ваму, глеј, тие момата. Момата од овде се гледа на југо. Ево го знамето, фала Богу, тука се ви. Еве. Од овде уште поубав кадар е. А Карпа гледаше голема и надолу продолжува. Интересна е, бајđe интересна Карпа. Од зад мамата сум. Еде допрам Карпа да видам дали ќе ми се случи нешто. Пошто е тото. Чекај. Уу! Левел кренав. Еј, човек! Левел! Се просветлив. Ама стварно, ко можи Перу, човек, шамани да ги шета. Оно му Чиле, човек. Со стап некој овчар, од селце ќе замивам дека нека тропа вака попат. Магар иначе замиме. Шерпа си демек, ќе му ги носиме ранците. И на лече и на овдека со јаку аска ќе ги потураме со проточна изворска вода. И од сите болести ќе ги лечиме. Да.
Секако веќе пола селечка планина изодив, реков и до Томе Темелковски сакам да појдам. Овде е многу интересен предел. Карпиве се страшни и сакав да го снимам ова делче. А од секогаш сум сакал да ги снимам карпиве и природа околу Прилеп, али сум немал добра камера со широк ваков вишај објектив. И секојаш кадрите ми биле такви без врска. Со телефон не можеш да доловиш ова или со обична камера. И сега си мислам дека подобро ќе изгледа овој дел. Гледај како. Ова ми се чини го циментира, беше како дупка се труда луѓе што го има правено Томе Темелковски. Горе со магариња носеле цименто, материјали, баш ќе видите каков е планинарскиот. Колорадо, ова ти Спрни Колорадо го нема. И еве го сега овде планинарскиот дом Томе Темелковски. Овде, ако немам да едно збарував како помалко за, не знам, чудо некој кој да е стварно. Се зачудив како може горе на планина овде, на сред селечка да има некој направено ваков дом. Го има изградено Томе Темелковски влечкарот, еве го, лесна му земја. По негова иницијатива е направен. Еве како изгледа внатре домов. Преубав е, овде во карта е изграден и многу е убав. Инаку човеков почина за време на градењето на домов, вториот спрат не беше изграден. Еве како изгледа. Па после по иницијатива на граѓани и Марија Ристевски нешто ми се чини дека имаше вложено и го досредија вториот спрат, а крово беше кренат, крово беше направен. Ево ако овде имаш делче. Тука галати нешто се чува, еве една соба, еве уште една соба, еве уште една соба. Моментално домов е, кај знам, во многу лоша состојба, зашто прилепчани сме познати така тоа што сме смрден народ, скапан. Само знаеме да зборуваме и нака да седиме. И еве од кезем ледој нешто има. Некој ги избирал. Пеце турбо намести горе. Голем рефлектор, па некој го скршил. Сигурно не се дома. И си мислам дека треба да се посетува почесто, да се одржува од сите домов овде, а не само да се пусти, дојди, скрши нешто направи и остај го така скршено. Туку пробај да донесиш и ти да поправиш џубрето, да си го носиш бранец, па да го фрлаш в град и така се одржува секој дом. Единствен дом ми се чини во Македонија што е без концесија, а е приватен, ничи е од никога. Го има Томе направено. Не е ни држава, не знам, чудно. Скапан град, сегде се домовите и за престој се плаќа. Овде ка, ја знам, во глупи услови оста. Е, и џубре некој остал тука. Глупо, али преубав дом. И тоа е тоа денеска кардиоваскуларен тренинг. Да видиме дали има памп денеска. Чекай, дали се гледа памп. А треба да има. Таман. Добра е форма. И ако планира да иди некој овде, обавезно несете си вода, јадење,
Јас без ништо тргнав од Савајле. Направив солиден оброк. Протеин доза, овесни снегулки, чаша млеко и една банана. Зато можев да дојдам, а не и за подценување. Рутава зашто е нека е прилеп. Треба да го поминиш од Ровкамен. Или ако идиш од Селсон манастир, имаш опција со кола, со такси било како до Селце, па до овде да дојдеш. И посетувајте ја почесто планина, не мора толку на кафе да се оди. И вака џубрене, хигиената на прво место. Поздрав. Не си носев ни скара, ни пиво, одма си заминав. И што реков, хигиената на прво место, не хигиената, туку екологијата на прво место. Хигиена е да се мијаш подмишки, екологијата е да не фрлаш џубре на планина. Кислородов ме мавна в глав, почнав да ги мешам терминиве. Поздрав!